Течното сурово железо добиено во електропечките од топилницата доаѓа во челичерницата, каде што се врши рафинација, односно одстранување на дел од јагленородот и другите непожелни елементи, како што се силициумот, фосфорот и сулфурот. Рафинацијата на суровото железо представува оксидационен процес во кој непожелните елементи се намалуваат до дозволениот процент. Денес во светот за овој процес се користат неколку видови постројки и технологии. Еден од нив е и најновиот така наречен кислороден процес, кој се одвива во ЛД конвертори, а кој се употребува во челичерницата во Скопје. Заради големиот процент на силициум во суровото железо, тоа веднаш не се преработува во конверторите, туку се врши претходна преработка. Суровото железо се прелева во специјални казани, во кои се врши процесот десилицирање, односно одстранување на дел од силициумот. Во казанот со течно сурово железо се додава потребното количество варовник, се спушта хаубата и се турнува специјална цевка низ која се вдувува кислород. По завршениот технолошки процес, копието и хаубата се дигаат, а казанот со суровото железо се транспортира во овој простор, каде што се врши истечување и влечење на троската. Течното железо се пресипува во постројката така наречена миксер. Миксерот има за цел да собира сурово железо од повеќе шаржи и да го одржува во течна состојба до преработката во конверторите. Излевањето на течното сурово железо за една конверторска шаржа се врши со наведнување на миксерот. Течното сурово железо претечува во шаржираниот казан, а оттаму со помош на шаржирана дигалка се шаржира во конверторот. Истовремено во конверторот се шаржира и старо железо. Тоа има за цел да го искористи вишокот на топлина создаден од екзотермните реакции, а истовремено да ја излеви и шаржата. По шаржирањето, конверторот се исправува, а преку специјалните отвори кои се наоѓаат на хаубата, во него се додаваат потребни количества на додатоци од варовник, пелети и слично, кои се потребни за оформување на троската. Во конверторот се спушта специјално копје, низ кое во течниот метал се вдувува 99,5% кислород. Со копјето во течниот метал се вдувува и варна прашина. За време на дувањето копјето се лади со вода. За време на овој процес, голем процент од непожелните елементи оксидираат со кислородот. Јагленородот согорува во јагленороден моноксид и преминува во гасовите, а оксидите на другите елементи одат во троската. Овие реакции се екзотермни, односно ослободуваат енергија, така што во процесот не се употребуваат додатни горива за одржување на челикот во течна состојба. Обично, технолошкиот процес во ЛД конверторот се одвива во две фази. На крајот првата фаза се прекинува дувањето и се врши излевање на троската. Целокупното време на дување изнесува од 10 до 20 минути. Гасовите и прашината кои се создаваат за време на процесот се отстрануваат со вентилатори преку хаубата и се одведуваат до филтрите за пречистување.
Пречистените гасови се испуштаат во атмосферата, а прашината која е богата со железни оксиди се користи во пелетизацијата. По завршувањето на овој процес, конверторот се наведнува, а челикот се излева во специјални казани. Во казанот се додаваат разни додатоци за легирање на челикот. Во склоп на челичарницата се наоѓа и електролачна печка. Таа ја користи електричната енергија како извор на топлина со создавање на електричен лак меѓу електродите и металот. Електропечките, заради создавањето на високи температури, главно се користат само за топење на челикот, односно за топење на разни негови отпадоци и старо железо. Електролачната печка е направена од челичен плашт, кој од внатрешната страна е созидан со огноотпорна керамика. Низ сводот поминуваат 3 електроди кои се зацврстени на посебни држачи. Електродите се од цврста графитна маса. Полнењето на електропечката е со специјална шаржирана корпа наполнета со старо железо. Во корпата се додава варовник, пелети и други додатоци. Гасовите кои се создаваат во печката се одведуваат преку комори и гасоводи до филтрите за отпрашување. Електропечката е поставена во специјален механизам со кој може да се врши нагиб на истата. При излевање на троската, печката се наведнува на едната страна и троската истечува во специјални казани за троска. Со наведнување на електропечката на другата страна се излева челикот во специјални казани. Додатоците за легирање се додаваат делумно во печката, а делумно во казанот. Добиениот челик за понатамошна преработка се лее во погодна форма. Формата на леениот челик се вика брама, а специјалните садови калапи се викаат кокили. Кокилите се направени од леено железо. Тие од горната и долната страна се празни. Кокилите се поставуваат на ливни плочи во специјални вагони. За да се избегне слепување на челикот со ѕидовите на кокилите, тие се премачкуваат со графит. Ливната плоча се премачкува со варно млеко, а на неја се поставува заштитна плоча за да ја заштити од млазот на течниот челик. Излеениот челик по неколку часа минува во цврста состојба.
Кокилата се носи во стрипер халата, каде што со дигалка се вади и се добива блок во форма на брама. Брамите остануваат на вагоните со кои се транспортираат до валалницата за слабови и дебели лимови. Челикот може да се преработува во разни полуфабрикати или готови производи со валање, ковање или со пресување. Брамите со валање во топлата валалница се преработуваат во лим. Претходно брамата се вала во друга попогодна форма, при што се добива така
За да се одржи работната температура на валците, тие се ладат со вода. По валањето, слабот се транспортира до превлечникот за слабови, а од тука со дигалка се пренесува до складиштето. Изладените слабови со полуавтоматски секатори за ацетиленско кислородно сечење се сечат на потребни димензии. Валањето на слабот во лим се врши главно на два начина. Тоа зависи од дебелината на лимот што сакаме да ја добиеме. Лимови со дебелина од 7 до 100 мм се валаат во табли, додека лимови со дебелина од 1,8 до 10 мм се валаат во ленти. Слабовите исто така треба да бидат загреани на температура потребна за валање. Загревањето на слабовите се врши во така наречените потисни печки. Потисната печка од внатрешната страна е созидана со огноотпорна керамика. Слабовите во печката лизгаат по цевките кои се ладат. Загревањето на печката се врши со согорување на мазут или косовски газ. Слабот, кога ќе ја достигне потребната температура за валање од околу 1200 степени Целзиусови, излезната врата од печката се отвора и слабот, потиснат од потисната машина, паѓа на транспортните валци. Валањето на слабовите во табли лим се врши во истиот валачки стан во кој се валаат брамите во слабови. Валањето на слабот до конечните димензии на лимот е постепен и со повеќе провалки. Редукцијата по една провалка изнесува од 15 до 25% од влезната дебелина на материјалот кој се вала. За валање на материјалот е потребна температура од 850 до 900 степени Целзиусови. По валањето, лимот поминува низ топлата рамналка и доаѓа до превлечникот за лимови. Тука се врши ладење на лимот и обележување на браните димензии.
За сечење на таблите се употребуваат гилотински ножици. Слабовите воленти се валаат со така наречена полуконтинуирана валачка пруга. Тие се загреваат до потребната температура за валање во потисните печки. Валањето се врши во две фази. Во првата фаза, слабот се вала до предлента со дебелина од 22 до 30 мм во предстанот. Тој представува комбиниран валачки систем составен од вертикални валци, наречени еджер, и од по еден чифт поотпорни и работни хоризонтални валци. Валањето на слабот до предлентата се извршува во неколку провлаки со реверзирање на материјалот што се вала. И овде, за да се избегне загревањето, валците се ладат со вода. На предлентата, на крајот од фазата, и се сечат краиштата со летечка ножица. Втората фаза продолжува во завршната пруга, која се состои од 6 кварто валачки стана. Секој валачки стан има по еден чифт поотпорни и работни валци. Пред траката минува низ сите 6 валачки стана и постепено се редуцира од еден до друг стан до барана дебелина на лентата. За време на валањето, валците се ладат. За да се обезбедат добри механички особини на изваланата лента, валањето треба да биде завршено со температура на лентата од 860 до 910 степени Целзиусови. За да се обезбеди ова, пред лентата треба да влезе во завршната пруга со температура од 1000 до 1100 степени Целзиусови. По валањето, лентата се лади до потребната температура за намотување од 650 степени Целзиусови. Ладењето се врши со вода и системот од прскалки. Топловаланата лента до потрошувачите се испорачува во котур или пак во форма на табла. Сечењето на топловаланата лента во табли се извршува на ножицата за напречно сечење.